Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје во понеделник, емисијата е посветена на здравата храна и здравиот начин на живот, а секој понеделник со мене со совети до вас слушателите и со практични и корисни информации. И овој понеделник е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и ви благодарам што и овој понеделник сте со нас во студиото на Радио Слободна Македонија. Благодарам, задоволството е мое. Добро утро и на вас. Минатата емисија зборувавме за куркуминот, навистина чудотворен зачин, така го квалификувавме. Меѓутоа, до најголемото и најсилното дејство, можеби и најголемата примена на овој зачин, застанавме на крајот на емисијата, рековме дека ќе продолжиме денеска, ќе зборуваме за антиканцерогеното дејство на куркуминот. Дали има навистина антиканцерогено дејство и во што се состои тоа антиканцерогено дејство на овој зачин кој треба секој од нас секојдневно да го применува, односно да го употребува во секојдневната исхрана. Токму од таа препорака можеме и да продолжиме, нели, бидејќи на крајот на минатата емисија кажавме дека во секој дом, практично таму каде што стои солта, до незе би требало, препорачувам јас, најдобронамерно да стои турмерик, односно куркумин. Тоа е истиот назив за овој зачин. Сега се навраќаме, нели, до таму до кај што застанавме, односно антиканцерогеното дејство на куркуминот. Станува збор за субстанција која што на човештвото како лековита субстанција му е позната повеќе од 4 или 5000 години, бидејќи ајурведските текстови одат толку наназад да го спомнуваат. Меѓутоа, само во последните 15 години, 20 да речеме, ние всушност науката реално почнува да ги се огледува овие аспекти на куркуминот, особено антиканцерогеното дејство. Во моментот има некаде барем официјално објавени на PubMed, значи на една архива е тоа, една датабаза на такви студии каде што се објавуваат и некаде над 6000 научни студии кои што се однесуваат на куркуминот. Сега зборувајќи за антиканцерогеното дејство, тоа е почнато да се истражува од 1987 година официјално преку медицински студии и најдено е дека всушност куркуминот има таков механизам на дејство да ги блокира сите фази на развојот на канцер. Односно дека најнапред делува како антиоксидант, така, и не дозволува такви молекули да стасаат створање на стварање на малигни клетки. Значи уопште не дозволуваат да стасаат тој вид на молекули до ДНК, да ја оштетат. Бидејќи така почнува малигната трансформација. Потоа втората фаза која што ја спречуваат ги спречуваат карциногените кога веќе се наоѓаат во крвта, ги блокираат одделување по организмот и исто така имаат антипролиферативно дејство. Односно, какво е тоа дејство? Доколку веќе се случила промена, малигна трансформација во телото, не дозволуваат тие клетки да се прошират. Така да, буквално од самиот почеток па до крајот, како што ќе зборуваме сега конкретно преку научни студии, куркуминот е најдено дека дејствува на сите фази, намалувајќи веројатноста за прогрес на болеста. Студијата што ја спомнав, која што започнува во 1987 година, се до тој момент било јасно дека мутагеноста се намалува кога се зема куркумин. Мутагеност е термин кој што објаснува склоност кон мутации, а мутациите се почеток на рак. Тоа било докажано до тој момент само во да речеме во стаклени садови, односно било докажано на култури од клетки дека куркуминот има антимутагено дејство, но не на жив организам. И научниците се го поставиле следното прашање.
ајде да видиме што се случува кај луѓе, дали мутагеноста опаѓа доколку им се дава куркумин. И тоа е многу тешко да се дизајнираат ваков вид на студии заради тоа што вие не можете никого свесно да го изложите на мутагени супстанции, бидејќи тоа е неетички. Така и онака тие пациенти се тешко болни. Тешко болни, па и дополнително да им даваме мутагени супстанции. Психолошка состојба, лоша состојба. Така и не треба да се, нели, дополнително да се вложува таа состојба. Но има една група на луѓе која што секојдневно себе свесно се изложува на мутагени. Пушачите. Так. Значи, тие секојдневно себе си се изложуваат на мутагени и мутагените субстанции пливаат низ нивната крв. Што се случува? Како го замислиле овој експеримент, оваа студија научниците? Се зема урина од пушач наспроти урина од непушач. И урината се става врз култура од клетки. Значи, клетки бактерии. Так. И што се проверува, бидејќи во сршта на бактериите е ДНК, бидејќи тоа е универзалниот клуч на животот, како што луѓето имаат ДНК и бактериите имаат ДНК. И се го поставиле прашањето: дали урината на пушачите ќе предизвика зголемено присуство на мутации кај бактериите? Так. И неминовно оштети ДНК. Бидејќи го оштетува ДНК. И неминовно тоа се покажало. Значи, кога урина се зима од пушачи, бидејќи во нивниот систем циркулираат такви субстанции кои што предизвикуваат мутации, и таа урина ќе ставите врз бактериите, еден добар дел од нив почнуваат да мутираат по известно време. Се го поставиле после следното прашање: ако на тие луѓе кои што пушат им дадеме куркумин, значи секојдневно да примаат куркумин, дали бројот на мутации кај бактериите ќе почне да опаѓа? И токму тоа се докажало, и токму тоа е почетокот на истражувањата на антиканцерогеното дејство на куркуминот. Значи, од кога почнала таа студија и кога виделе дека иако во системот на пушачот кружат такви субстанции кои што може да предизвикат мутации, кога ќе му се даде куркумин да користи секојдневно или турмерик, тогаш бројот на мутации значително почнува да опаѓа. И тука почнува тој свет, се отвара Пандорината кутија, да речеме, кога научниците сваќаат дека има така наречено хемопротективно, односно антиканцерогено дејство. Куркумин. Почнуваат советите за почеста употреба и апсолутно, секојдневна употреба. Но пред да преминеме, да ја продлабочиме темата, да разјасниме на почеток, да им биде подобра представата на слушателите, колкава количина е доволно за да се уништат, односно да не се шират малегните клетки? Правени се офатено ли е тоа во некоја? И тоа е истражувано. Почнато е, оваа конкретно научна студија која што е правена со помалку од една мала лажичка. Така. Дневно. А тој зачине вкусен. Во храна. Дали приготвење, доручек, ручек, вечера, дали може да има еден посебен напиток кој што се прави па само од турмерик, па така да се консумира. Многу важно е кога ќе се консумира турмерик или куркумин, исто е, да биде комбинирано заедно со црн бибер. Обавезно. Значи, бидејќи за 2000 пати го зголемува капацитетот на нашето тело да го абсорбира куркуминот. Полесно да се внесе во организмот. Со тоа што во моментот, например, во аптеките се продаваат капсули кои што содржат комбинација од куркумин и црн пипер. Доколку не сака да се изложуваат, односно слушателите да го користат на природен начин. Јас го препорачувам и едниот и другиот е иста е формата, меѓутоа јас го препорачувам пред се да се користи во храна. Се разбира. Подобро се разградува. И кога е комбинирано со останати производи од исхраната, полесно и се внесува. Важно е сепак, ако веќе станува збор за пациент со малигно заболување, тогаш го препорачувам и како капсули. Добро. Советите се драгоцени, се надевам дека лекот е тука околу нас, слушателите наши доколку имаат потреба може да пробаат и да го користат. Турмерик е достапен во секој поголем маркет го има.
Но што е со веќе појавени малигни клетки? Како делува куркуминот кај веќе диагностициран рак, односно кај пациент кој веќе има малигно заболување? Така. Досега зборувавме за тој антиканцероген ефект на куркуминот или на турмерик. Превентивно, нели, кога има капацитет да ги блокира канцерогените и така да спречи воопшто појава. Но доколку дојде до појава, тука е всушност поголемата сила на куркуминот, бидејќи е најдено дека има низа на механизми кога го спречува понатамошниот развој на болеста. Сега, например, ајде сосема накратко најнапред да го објасниме однесувањето на малигните клетки, бидејќи така ќе биде многу полесно потоа да објасниме каде се делува куркуминот. Всушност, која е основната карактеристика на малигните клетки? Безсмртноста. Така. Значи, тоа се клетки кои што, за разлика од сите наши останати нормални клетки, тие го исклучуваат внатре во себе механизмот за самоубиство. Ние имаме во нас 10 трилиони клетки, значи како човечко тело. Или 1 милион милиони. Толку клетки имаме на располагање. Сите тие, или најголем дел од нив, во рок од 100 дена умираат и се заменуваат со нови. Така да ние континуирано како организам на секој 100 дена сме нови. Значи горе повеќе или помалку. Зошто се случува тоа? Бидејќи сите наши нормални клетки имаат во себе вграден механизам на така наречено регулирано самоубиство. Кога ќе дојде одреден период, клетката го уклучува тој механизам и се самоубива. И пропаѓа. И на нејзино место доаѓа нова. Малигните клетки одбиваат да се самоубијат. Значи така пластично кажано. Интересен механизм. Да, тие ги исклучуваат механизмите за самоубиство и само се шират. Продолжуваат да растат. Сега, тоа е едниот механизам на куркуминот е токму тоа. Им го вклучува назад механизмот за самоубиство. Така. Значи ќе го зборуваме подоцна конкретно и кај кои клетки го предизвикува тоа. Значи, но може да направиме тука кратка пауза за реклами, па ќе се вратиме во вториот дел кај кои клетки, кај кои видови на карцином може да делува куркуминот. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник со мене и со вас во емисијата Здравје доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Во денешното издание на Здравје зборуваме на тема антиканцерогеното дејство на куркуминот, зачин кој наоѓа се поголема примена во секојдневието и во Република Македонија. Доктор Митов, во првиот дел од емисијата споменавме дека овој зачин има моќ да не дозволи ширење на малигни, односно појава на малигни клетки. Застанавме до процесот како делува кај веќе диагностициран карцином, односно дали има такво моќно дејство и да ги уништува малигните клетки, веќе постоечки малигни. Да, и го објаснивме првиот дел од тие механизми, нели преку така наречените фаст рецептори, кога го активира механизмот на самоубиство на малигните клетки. И тоа што е интересно е најдено дека овој вид на активација, на вклучување на апоптоза, бидејќи така се нарекува медицински тоа самоубиство на клетките, специфично го стимулира кај малигните клетки, не и кај нормалните клетки. Сега тоа е веќе чудо на природата, мислам. Тука во еден момент науката може само да се чуди, да застане и да каже како е можно, бидејќи токму тоа го постигнува куркуминот. Или, например, кај останати е најдено дека директно ги активира каспазите внатре во самите малигни клетки и тие практично се распаѓаат од внатре. Так. Следно сега правени се стасано е до втора фаза на клинички студии. Во втора фаза на клинички студии се проверува кој е ефектот. Конкретно сега студијата од која што читам
е за студија за која што станува збор за панкреатичен карцином и најдено е дека вклучено и биле 21 пациент во таа студија, ефектот е најзначаен бил кај двајца. Сега можеби ќе речеме дека нели тоа е 10% од прилика и дека тоа е малку, меѓутоа и официјалната хемотерапија кај тој карцином за жал е тука некаде. Така да, кога станува збор за карцином, не е малку. Не е малку дејството и да се појави ефектот и кај двајца навидум. Тоа значи секако подолг живот во секој случај. Во секој случај. И од тоа што кај тие два пациенти, кај едниот болеста била стабилна преку 18 месеци, само со дејство на куркуминот, значи изборуваме студијата била прецизна. Не се должело тоа на останатиот вид на терапија. И додека пак кај едниот од двајцата дошло до намалување на големината на туморот за 71%. Значи значително редукција на големината на самата туморска маса. И тоа пак било поврзано директно со куркуминот. Докажано преку студијата, бидејќи не примале останат вид на терапија пациентите во тој период. Така, што е со овие пациенти кај веќе диагностициран рак, значи го спречува ли ширењето? Точно. И сега тоа е следниот механизам. Значи како што рековме, спречува трансформација најнапред, спречува појава, спречува појава на рак, спречува да се шири, односно да расте, значи го стимулира да се намалува ракот. Трето, спречува да се шири локално и да се развиваат метастази. На кој начин? За да продре локално низ ткивото, на малигната клетка и треба така наречен низа од ензими металопротеинази. Зошто? Бидејќи не може туку така да тргне, нема слободен пат во телото, треба да ги разгради некако фибринските, колагенските структури во сврзаното ткиво за да може да пробие низ нив. Бидејќи нашето тело цело е нели пополнето. Так. За да го направи тоа и треба тие ензими за да продре. Токму тие ензими кои што се неопходни за продор, најдено е дека куркуминот и тука дејствува, дека ги блокира и нив. И конечно, кога веќе еден тумор ќе порасне до големина да биде над 1 милиметар, па и до сантиметар, тогаш веќе му треба неопходно да има собствена циркулација, собствена, велиме ние, васкуларизација, собствени крвни садови. И тој процес на создавање на нови крвни садови се нарекува ангиогенеза. Токму ангиогенезата ја спречува куркуминот. Значи и тука е најдено дека делува. Така, доктор Митов, бидејќи сме пред самиот крај на емисијата, дали оди овој зачин во комбинација со хемотерапија и каков е ефектот доколку куркуминот се комбинира со хемотерапијата која примаат болните од рак и има ли студии? Да, и тоа е истражувано. Морам да нагласам од сам почеток дека пациентите треба да ја примаат конвенционалната, нормалната терапија и се друго што може да примаат за кое што има научни студии кое што е докажано дека помага. Така да хемотерапија, куркумин, ленено семе, потоа низа други супстанции, брокулите, сулфурафанот. Сме ги обработувале. Сите сме ги обработувале, значи треба од сите страни да се атакуваат малигните клетки. Конкретно студии се правени кај панкреатичен карцином во со давање на гемцитабин. И најдено е дека гемцитабинот подобро дејствува доколку се дава истовремено со куркуминот, според една научна студија, и исто така најдено е и кај колоректален, односно карцином на дебело црево, во комбинација со оксалиплатинот, уште една научна студија која што го потврдува истовременото засилено дејство на куркумин со оксалиплатин. Така да сега веќе почнува да се истражува и тој дел комбинирана терапија од куркумин со нормалната, така наречена конвенционална хемотерапија. И за сега ефектите се многу охрабрувачки. За жал морам да речем... Така, какво е искуството со примената конкретно на Балканот и во Македонија? Значи, дали лекарите, по-конкретно онколозите, препорачуваат куркумин? Мислам дека се уште до крај не е продрена информацијата. Ние некако како лекари малку сме за жал и прескептични кога станува збор за додека нема црно на бело на меѓутоа еве веќе вакви студии. Од СЗО препорачено. Да, ќе пројде време додека да стаса, но човек кој што чита, човек кој што активно чита што се случува во научниот свет,
не може да не знае кој е ефектот на куркуминот кај пациентите со малигни заболувања и моја најсилна препорака до сите нив е секојдневно да користат куркумин. Так, еве, препорачуваме како заклучок секојдневно куркумин за подобро здравје, а веќе ако има заболувања за подобар третман на болеста. Така. Доктор Митов, ви благодарам за овие корисни информации. Се слушаме со вас и наредниот понеделник, кој ќе зборуваме за празничните денови, како најдобро да ги поминеме тегобите. Така. Ви благодарам многу. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме понеделник, 25 април 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање, имајте убав работен понеделнички ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.